Како Маша се смирила со Катја. И подариле на Маша за роден ден кукла Барбара во розов балски фустан со крупни очи, а косите и се вееле со златни кадрици по грбот. Згора на тоа и куќа за куклата со 3 соби, а зад куќата гаража. Кога Маша ќе го притиснела копчето, се отворала вратата од гаражата и се појавувала црна кола, подготвена за возење. Волан, седишта, се било вистинско, само малечко. А во куќата имало кревет, двосет, столови и маса. Бањата со вистински туш и со огледало. А каква гардероба со облека. И палта, и издолништа, и костими за капење, и свадбен фустан. Леле, колку убаво, се израдувала Маша. Не ни знаела каде да го стави сето тоа. Многу место треба. А каде ќе ги ставам старите играчки? Мечето е веќе лито, крзното му паднало. А на мачорот Мачоровски му се скинало увото. Ете се гледаат конците. А куклата Катја не ја бива за ништо. Косата ѝ е замрсена, а фустанот стуткан. Фрли ги, се засмеала Барбара. Срамота е да ги носиш такви надвор, ке ти се смеат. Маша не се мислела долго, туку ги зела своите стари играчки и ги пикнала под креветот, а куќата на куклата ја ставила на масата веднаш до прозорецот. Маша ставила се на свое место во собите на Барбара. Се и се допаднало. И шолите, и чашките, и вилушките, и ножевите. Чудо едно. Во шишињата светело вистинско вино, црвено и златно. Барбара цел ден се вртела пред огледалото. Облекувала те еден фустан, те друг. Маша ја миела, ја чешлала, ја хранела, па и во колата ја возела. Денот бргу поминал. Мајка и на Маша почнала да вика од кујната. Време е за спиење. А Маша ја одговорила. Еве, уште малку. И Барбара си легнала во својата кружна постела. Лека ноќ, кукличке моја. Бај, одговорила Барбара. И вратата од куќата се затворила. Во куќата станало тивко. Маша лежела и гледала на куќата. Таа и заборавила на куклата Катја, на мечето, на зајчето и на мачорот Мачоровски. А тие кутрите воздивнувале и овкале под креветот. Биле лути, а згоре на тоа им било ладно да лежат на подот. Плачеле, а потоа ги нашле домашните папучи на мајката и си легнале во нив. Дошла мајката, ја покрила Маша и ја допрела за челото и видела дека ѝ е топло. Леле, и ставила топломер на Маша. Во собата било топло. Мајката го отворила прозорецот и тивко излегла од собата. Тогаш во куќата на Барбара задзвонел телефонот. Се слушнал шум, нешто паднало, а потоа се зачуле чекори од малечки ножиња. Сигурно Барбара станала, си помислила Маша. Ете ти чудо, време е за спиење. Ама ајде да видам што ќе се случи. Ало, здраво, се развикала Барбара. Ме подарија на едно глупаво девојче. Ми ја закачи тавата во бањата и ме стави да спијам во балски фустан. Почнала да се смее Барбара. А вие како сте? Ви недостасувам? Дојдете на гости тогаш, ке направиме забава. Маша слушала заспивајки и се натажила. Да бе, глупава сум била. Цел ден ми се смееше, а сега тужи баби. Само што ја фатил првиот сон, одеднаш слушнала. Маша, разбуди се. Ке ми дојдат гости. Ајде брзо исчешлај ме. Направи сендвичи со салама и кашкавал. До кога ќе лежиш? Тогаш од под креветот излегла куклата Катја, а по неа мечето, зајакот и мачорот Мачоровски. Што си се развикала? Не гледаш ли дека Маша е болна? Не треба да ја будиш, строго рекла Катја. А ти па која си што ми наредуваш? Јас сум куклата Катја, а ова се моите пријатели.
Не подарија на Маша одавна, кога таа наполни 1 година. Сега живееме под креветот, достоинствено рекло мечето. Ама ништо, ке се навикнеме, дзирнал одзад неговиот грб зајакот. Ке ни биде тесно, но не се лутиме, додал мачорот Мачоровски, прегрнувајќи ги своите пријатели. И јас сум Барбара, кралица на убавината. Гледајте колку убав фустан имам. Ова е мојата куќа, а во гаражата имам и кола. Многу ни е мило, учтиво рекло мечето. А нашето камионче е во дворот зад куќарката на кучето Тјавка. Планиравме утре да одиме на риболов. Сакаш со нас? Што? Риболов? Уф, тоа ич не ми е интересно. Подобро да си играме модна ревија. Имам и касетофон. Сега ќе пуштам некоја весела музика. Не, подобро да си играме плочка, рекол зајакот. Но Катја го ставила прстот на нос и рекла: Потивко, каква музика? Не смеете да вревите. Кога ќе закрепне Маша, ќе си играме и мижи татара, и плочка, и се што сакате. Тогаш ајде да си играме болница. Јас ќе бидам докторот, предложило мечето. Катја ќе биде медицинска сестра. Мачорот Мачоровски и зајчето ќе бидат болничари. А ти, Барбара, ќе бидеш болна. Ќе те лекуваме, ќе ти даваме чај, ќе те обвиткаме во завој. Ура, ајде, викнале сите радосно. Вие да не сте болни, што сте наумиле? Ќе ми дојдат гости, а јас треба да ги пречекам во завој, а? Како да не? Ама не, откако ќе си играме болница, ќе си играме во бањата и ќе правиме фризури, рекла радосно Катја. Важи, викнало мечето. Ке се бањаме, ке переме алишта, потоа ќе ги сушиме и ќе ги пегламе, свикале зајакот и мачорот Мачоровски. Ти имаш и бања и пегла, се подомакински, рекла Катја, разгледувајќи ја куќата на Барбара. Вистинска игра. Јас и Маша секогаш така си играме. Како да не? Нема да ве пуштам во бањата, а и пеглата не ви ја давам, одговорила Барбара. Тогаш, ајде да си играме свадба. Ти, Барбара, ќе бидеш невеста. А кој ќе биде младоженецот? Прашала Барбара, гледајќи го тимот претенденти. Еве јас, рекло мечето. А и зајчето може. Мачорот Мачоровски ќе и биде маж на куклата Катја. Ќе одиме да се венчаме со твојата кола. Супер, се израдувале сите. Но Барбара рекла: Нема шанси. Како прво јас веќе имам младоженец. Тој се вика Ден. Се запознавме во продавницата. Тој живееше со мене на иста полица. А како второ, нема да ве збере во мојата кола зашто сте дебели. Здодевно ми е со вас, но имам еден предлог. Сите ќе ми бидете слуги. Мечето ќе ми биде шофер, зајачето градинар, мачорот чувар, а ти, Катја, марш во кујната да миеш садови. А во што е смислата на играта? Ти ќе правиш нешто? Прашал мачорот Мачоровски. Во тоа е и финтата. Јас не сум како вас. Јас ќе бидам Барбара. Тогаш се слушнало звончето, а потоа чекори и гласови во ходникот. Барбара се скрила во својата куќа, а целото друштво се пикнало повторно под креветот. Тие можеле да видат се. Кај Маша дошол лекарот, еден чичко со очила, во бел мантил и со куферче. Од љубопитство тие излегле и застанале речиси на среде собата. Мајката ги видела и бргу ги ставила под кебето на Маша. Заминувајќи, лекарот рекол: Обврзно да иставате облоги со ракија, а најважно е да лежи и да пие се што и препишав, а исто така и повеќе чај со мед. Не сакам облоги, ме печат, не сакам да пијам сируп, гадене, заплакала Маша. Ама најпрво ќе дадеме на Барбара од лековите. Каде е? Рекла мајката, отворајќи ја вратата на кукичката. Но Барбара не била таму. Откако го чула разговорот, таа веднаш се скрила. Но затоа зајакот, мечето, мачорот Мачоровски и се разбира Катја во еден глас викнале: Нам ставете ни облоги, дајте ни сируп и апчиња. Мајката се израдувала. Алал да вие, легнете до Маша. Сите ќе се лекуваме.
На Маша едно лажиче сируп и на другите исто така. На Маша 2 облоги на челото, на Мечето 1, а на Зајчето, на Мачорот и на Катја исто така 2. Лежите и трпете, а јас бргу ќе се вратам, рекла мајката и отишла во кујната да свари чај. Маша ги трпела облогите до последни сили, за да не заплаче. Барбара погледнала од прозорецот. Што мислиш, кој фустан поубаво ми стои? Белиот или црвениот? Црвениот, одговорила Маша, обидувајќи се да се насмее. Дојди тука кај мене малку, знаеш ли колку ми е тешко? Морам да го облечам фустанот, рекла Барбара, замавнувајќи со кадриците и повторно се скрила. Маша почнала да плаче, а мајка и помислила дека е од облогите, па почнала бргу да ги трга. Само Катја разбрала во што е работата. Не плачи, Маша, ние те сакаме. Маша ја гушнала Катја и Зајачето и Мечето исто така и Мачорот Мачоровски. И така почнале да пијат чај. Мечето јадело мед со голема лажица, а Мачорот Мачоровски си ги намачкал мустаките со сладко од малини и цело време се оближувал. Колку се смешни, си помислила Маша. И воопшто не се стари, многу се добри. Утре ќе станам и ќе му го зашијам увото на Мечето, а на Зајачето ќе му сошијам пантолони. Куклата Катја треба само да ја измијам, да ја исчешлам и да ја облечам ново фустанче. Кога го испиле чајот, мајката рекла: а сега на спиење. Го згаснала светлото и заминала. И тука се започнало. Низ отворениот прозорец влетал хеликоптер, играчка, ама како вистински. Тој направил круг во собата и слетал точно на средината на масата пред кукичката. Моторот се исклучил и по патеката се стрчала кон Барбара нејзината другарка Нели. Исто толку убава, само со црна коса. Тие се гушнале. Многу убаво изгледаш. Не, ти си поубава. Ти си звезда, а ти си супер. Од хеликоптерот излегол еден убавец. Капче, очила, бели пантолони, се по последна мода. Ден, свикала Барбара и му се закачила на вратот. Гостите влегле во куќата на Барбара и почнале да играат на силните звуци од гитара и тапани. Кога се измориле, Барбара им предложила на гостите да се повозат во колата. Ден седнал да вози, а другарките си седнале одзади. Колата зашкрипела и почнала да се движи по масата со огромна брзина. Нели и Барбара почнале гласно да се кикотат. Како не им е срам, си помислила Катја гледајќи ги. Како може да се однесуваат вака кога Маша е болна? И ич не се интересни. Абе ајде, викаат и скокаат, а нема никаква игра. Воопшто не е интересно. Месечината веќе се скрила за дрвјата, а гостите почнале да се поздравуваат со Барбара. Кутрата јас, лелекала Барбара, гушкајќи ја другарка си. Јас ниедна недела нема да издржам тука со оваа селјанка. Многу е здодевно тука, ке умрам од здодевност без вас. Ке те спасиме, рекол Ден. Качи се во хеликоптерот. А моите фустани, моите огледала и се останато. А мојата куќа и мојата кола? Остави ги. Во продавницата ги има многу, рекол Ден, качувајќи ја во кабината. Перките почнале да се вртат. Хеликоптерот се подигнал и одлетал низ отворениот прозорец. На Маша и станало подобро. Веќе почнало да се разденува. Небото станало розево и куклата Катја воздивнала со олеснување. А третиот ден, рано наутро, Мечето свирало од дворот на свирката од воланот на камиончето. Ајде сите на свое место, одиме во шумата по шумски јагоди. Зајакот и Мачорот Мачоровски влегле во колата, а Маша ја зела во раце Катја и потрчала по другарчињата во шумата. А за тоа како Маша се скарала со својата Катја, сите заборавиле. И никој повеќе не се ни сеќавал како се викала вообразената кукла. Кој знае како е таму.